Во завршницата на минатата година во Битола се одржа дводневен меѓународен симпозиум на кој беа презентирани досега најмногу научни трудови. Податок што зборува дека Битола и порано, а и сега е неисцрпна тема и предизвик на многу научни работници и истражувачи на минатото да тргнат во потрага на нови сознанија. Симпозиумот го организира конзулатот на Република Србија во Република Македонија Битола. Секако неизмерни заслуги за успешната организација на овој меѓународен научен симпозиум имаше почесниот конзул на Република Србија во Република Македонија, познатиот битолски стопанственик и спортски работник магистер Силјан Мицевски. Почитувани, конзулатот на Република Србија во Република Македонија во континуитет во изминатите 4 години инспиратор и организатор на 4 меѓународни собири. На првиот собир одржан на 5 април 2008 година во Битола на тема Нушич и Македонија учествуваа 5 еминентни познавачи на животот и делото на Бранислав Нушич. На собирот, од собирот е издаден зборник на трудови под истиот наслов кој е промовиран на 30 мај 2009 година. Вториот меѓунаучен собир се одржа на тема Српскиот конзулат и конзулска Битола на 30 мај 2009 година. Наредната на овој научен собир имавме 18 реферати со исто толку автори, од кои 9 доктори на науки, 5 магистри и 4 професори. Зборникот на трудови од овој собир беше промовиран на 16 јуни 2010 година. Третиот меѓународен научен собир во организација на конзулатот на Република Србија во Република Македонија се одржа на 15 и 16 октомври 2010 година на тема Битола и македонско-српските културни односи и врски. На собирот беа презентирани 35 реферати од 34 научници, од кои 1 академик, 18 доктори на науки, 3 магистри, 11 писатели, професори, публицисти и слично. Зборникот на трудови од овој собир беше промовиран на 1 јуни 2011. Почитувани присутни, со особено задоволство констатирам дека на денешниот 4-ти поред меѓународен научен собир ќе бидат презентирани 62 реферати. Да, точно слушнавте, 62 реферати од 65 учесници, од кои најголем број 40 се доктори на науки, 9 магистри, 16 професори, публицисти, писатели и така натаму. Симпозиумот, освен непосредните учесници, истакнати дејци од Србија и Македонија, во Битола ги донесе и амбасадорот на Република Србија во Република Македонија господинот Томислав Ѓурин, заменик министерот за култура Драган Неделковиќ, подпредседателот на МАНУ Владо Камбовски и многу други гости и љубители на истражувачката дејност и пишаниот збор. Најградскиот град, како многумина го нарекуваат благодарение на својата местоположба. Во минатото бил главен стратегиски, воен, административен, политички, трговски и културен центар на европскиот дел на Османлиското царство. Како седиште на битолскиот вилајет, во Битола се изградени прекрасни објекти, кои со свој посебен староградски стил му дават еден аутентичен и национален белег и представува ефектна инспирација за патеписците, писателите, поетите, ликовните уметници. Причинува огромно задоволство и чест што можам пред Македонската академија на науките и уметностите да го поздравам одржувањето на овој научен собир. Денес и овде во Битола, градот на моето раѓање и на мојата младост, Ова посебно ги истакнувам, затоа што со вашите реферати
вие почитувани учесници на соборот, пишувате и расветувате работи кои се дел од нашето минато и сегашност. Во двата дена, со своји трудови на кои работеа подолго време, се представија над 60 автори со најразлични теми и од најразлични области. Пропагандата исто така представува еден од начините преку која се внесувале на територијата на Македонија културата и образованието на соодветните држави кои што се надпреваруваат за тоа кој да го заземе приматот или доминацијата во Македонија и на Балканот. Македонија уште во 19 век стана место на судири каде што се судилија три пропаганди на Бугарија, Грција и Србија, а во помаловен беа јунијатската, романската и протестантската пропаганда. Меѓутоа првите три, како што е познато, беа недоминантни и се надмудрува една со друга која повеќе да успее во реализирањето на своите цели. Појавувањето на пропагандите се појавува со формирањето на првите држави на Балканот, прво кнежество, па после независни држави, и тие во своите програми нормално како млади држави, младата буржуазија, новите држави настојува да ги прошири своите територии и на други територии. Ништо чудно и ништо не ново во однос на оно што се случуваше во однос на европската политика. Јас само накратко во мојот прилог тоа ќе го изложам. Значи, основите на српската пропаганда на Србија, како што и на другите држави, мега идејата, голема Бугарија, се до тоа, е идејниот творец е Гарашагин. Тој веднаш 1844 година излегува со една своја програма во која што ги гледа интересите, каде се наоѓаат интересите на Србија за реализирање на тие своји цели, како што е ред и во сите други, што го прават сите други држави. Формираат разни комитети за училишта, учители во Македонија, во Стара Србија, Друштво за српски словености и почињаат со отварање училишта, печатени учебници и друга литература. Меѓутоа, значи, како што реков, пропагандата представува еден начин преку кој што се внесувале културните и образованието на соодветните држави во територијата на Македонија. На симпозиумот потоа со своји трудови се представија доктор Веселинка Лаброска, Марија Томанова, доктор Катерина Петровска-Кузманова, магистер Валентина Божиновска, доктор Катерина Тодоровска, доктор Далибор Јовановски, професор доктор Владимир Цветковски, професор доктор Алесандр Трајановски, професор доктор Билјана Јосифовска, професор доктор Димитар Пандев, професор доктор Мирољуб Стојановиќ, Иман Антовски, доктор Михајло Георгиевски, професор доктор Вера Стојчевска Антиќ, доктор Александар Стериовски, Ристо Стефановски, Димитар Димитровски Такец, Ристо Ќортошев, професор доктор Ѓорги Сталев, професор Ѓорги Димовски Цолев, доктор Трајко Огненовски, Јасмина Чакар, Аница Георгиевска. Исто така, на симпозиумот со своји трудови настапија професор магистер Сашо Кузев, професор доктор Силвана Сидоровска-Чуповска, професор доктор Вера Гошева, Богоја Таневски, професор доктор Катица Трајкова, доцент доктор Горан Илиќ, професор доктор Љубица Јанчевска, доцент доктор Катерина Мирчевска, магистер Лидија Ѓурковска, доктор Лидија Тантуровска, доктор Елена Јовановска Грујовска, магистер Христина Андоновска, професор доктор Симо Младеновски, магистер Катерина Младеновска Ристовска,
доктор Елена Стоевска Денчова, доктор Лилјана Макриовска, доктор Мери Цубалевска, професор доктор Маргарита Пешевска, професор доктор Методија Манойловски, Бранка Димевска, доцент доктор Наташа Котлар-Трајковска, доктор професор Надежа Цветковска, професор Славољуб Обрадовиќ, доктор Предраг Ејашовиќ, професор доктор Ѓорги Чакрајанески, доктор Александар Стојчев, доцент магистер Христо Петрески, магистер Анастасија Трајковска, магистер Маријан Танушевски, Радомир Андрич, Илија Бетински, Вангелко Лозановски, Снежана Петровска, доктор Симона Груевска-Маđовска, магистер Јован Д. Кочанковски, доцент доктор Македонка Митрова, професор доктор Стана Смилковиќ, професор доктор Теодор Росиќ и Невена Кокановиќ. Целта ни беше накусо да се навратиме некаде во средината на октомври минатата година и да се подсетиме на меѓународниот научен семинар кој тогаш меѓу битолчани остави мощен силен печаток, а и денеска уште наголемо се зборува за него. Темата целосно гласеше Битола, тема за културно и уметничко творештво. Како што рековме, на семинарот се представија бројни автори од Македонија и Република Србија. Успешната организација на овој семинар е гаранција за остварување на уште поголеми резултати на следната ваква средба.